организаторот до невладините ромски издруженија кои направија напор да го одбележат денот на ромите 8 април. Пред се активноста на овие невладини организации во изминатиот период даде свој допринос во интеграција и имплементација на ромските прашања во Македонија, пред се во општина Кумана, како водечка локална самоуправа во однос на ромите. Дозволете ми пред да кажам неколку збора, да ги поздравам сите присутни, сите гости, пред се председниците на Републичкиот парламент, председателот на Советот, секретарот на општината, директорите на јавните предпријатија, јавните установи, представници од Министерството за внатрешни работи, социјала и сите оние кои се денеска добронамерници да го испочитуваат онаа што е гордост на ромската заедница, тоа е нивниот ден на ромите, како што кажа уводничарот господин Шајп Рамадани, дека денеска 8 април, како резултат на првиот конгрес на ромите во Лондон 1971 година од Славко Берберовски, кој беше лидер на таа интеграција на ромите. Знаеме дека ромите се една етничка заедница која беше дисеминирана и е дисеминирана во многу земји во светот, во Европа, Мала Азија, Азија и така натаму, така да таа дисперзија и символиката на нивното знаме резултат на таа дисперзија ни светот. Еден дел од таа заедница е токму во Македонија, и борбата на ромската заедница преку невладините организации, преку нивните политички представници у последните 10 години е забележителна. Ја ќе зборам сега од позиција на Куманово, бидејќи сум учесник на делумно декадата ромите и делумно на онаа што значи имплементирање на ромите во општеството. Со гордост може да кажам дека онаа што го има видено од 2004-2005 кога се вклучува во политичкиот живот во мојата кариера и однос сега кога ќе направам една дистанца од 10 години, разликата е видлива во однос што беа ромите пред 10 години во оваа локална заедница и што е сега нивната позиција. Ќе набрајам неколку сегменти, неколку моменти од нашето делување заедничко, значи благодарение на вашата активност. Добро се организирале преку невладините сектори, невладините организации, добра комуникација со институции на локалната самоуправа. Значи, ја затеков едно 4-5 години од имплементација на декадите на ромите, која беше толку долго очекувана. И очекуваме да даде конкретен резултат во инклузија на ромите во нашето општество. Тоа беше трите столба кои беа основни столбови на таа инклузија на ромите во заедницата. Тоа беше здравството, тоа беше домувањето и тоа беше едукација и вработување како еден од процесите за нивно интегрирање. Јас знам дека не се направи многу во тој дел. Секоја година се најавуваше декада на роми и она не даде очекувани резултати. Меѓутоа, ако направиме една слика ретроградна, направиме доста во однос на неколку сегменти од таа декада како локална самоуправа, пред се решавајќи регулација на реката делумно во долните партии, успеавме да се справиме со деценискиот, да не кажам вековниот проблем, каде населбите бавчи се беа поплавување на секоја мала, поголема надудување на река или поголеми врнежи. Така да со таа регулација створиме основни услови за домување, така да од тој дел се сега малте не урбанизирани делови кои дават една пристојна слика за елементарни услови за домување. Како основен предуслов за оној вториот столб, тоа е здравствената заштита, така да на некој начин успеавме да ги подобриме тие услови инфраструктурно. Многу битен елемент во оваа работа, сега да истакнам дека може би таа економска миграција, која е многу честа кај нас присутна, донесе до малку економско заекнување, финансиско заекнување, така да се препознава и оноа што во последните 10 години се гледа квалитетот на живење, бидејќи тие миграции, времени присуство на земјите од каде одите често Западна Европа ви дават малку поголема финансиска моќ, така да на некој начин
успеавме да ги подобриме тие услови. Во однос на образованието направиме неколку чекори понапред, отвориме дневни центри за предучилишна возраст за ромската заедница, направиме преку улица уште две училници каде дадоме силен допринос на тие дечиња кои предучилишна возраст да се адаптираат на училишниот процес, бидејќи знаеме дека најголем процент на деца од ромската заедница во минатото не редовно поседуваат образовниот процес, така да сега тој потез е малку понапреднат. Што се однесува до општата слика за инклузија на ромите во нашата заедница, може да кажем едно од најголемите достигнувања, каде дефинитивно тој е повеќе символика отколку што е суштина, да кажеме. Меѓутоа, службена употреба на ромскиот јазик во општина Куманово даде нешто што се вика идентификација и идентитет на ромите во нашето општество. Ние сме единствен град во Република Македонија каде има службен јазик македонски и албански, во службена употреба е ромски и српски. Така да на некој начин вие полека сигурно го етаблирате вашето место и идентификација на ромската заедница е присутна. Згоре на тоа, новата систематизација за работни односи во јавните предпријатија, јавните установи уште повеќе ја доближува таа ваша интеграција во општеството, бидејќи тој ни дава можност по балансер да 1% зависно од статистичката бројка која е налогна на пописот од 2002 година ни дава право да определен процент на роми бидат вклучени во локалната, државната администрација, јавната администрација, така да ние во нареден период во нашата нова систематизација 7 роми треба во нареден период од година и половина да бидат вклучени во работниот однос на јавната, односно општинската администрација, државна администрација. Така да иста е состојбата со јавните предпријатија, бидејќи во минатото се зборуваше само општа физичка работна сила, ниска социјална стратификација, социјални трансфери, што на некој начин не даваше нивна интеграција, не даваше нивна инклузија во самото општество. Овие некои трендови што по ново време се присутни во нашата општина јасно укажуваат на тоа дека ромите е интегрален дел од ово општество, а особено во времето на моето политичко влијание во овие 3 мандата, каде су препознаен кај вашата заедница ромска војче од позиција тоа што има секогаш благонаклонети односи према оваа заедница, маргинизирана заедница во минатото, сега полека, но сигурно не е тоа заслуга на моето политичко влијание, меѓутоа мојот политички ангажман во овој период допринесе да полека, но сигурно и вашите невладини организации, и вашите културни здруженија на некој начин достојно ја репрезентираат колориката на културата и разноликоста на културното живење во Куманово. Од таа позиција сум среќен човек што ми има возраст работници и вие како невладини здруженија и вие кои имате и советник, имате и 2 пратеника во собрание, на некој начин се препознава влијанието на ромската заедница. Не е тоа доволно. Јас знам дека ако било доволно, нема да се борите постојано, нема постојано да се прават вини за оваа дискриминација, за неадекватно влијание. Меѓутоа, како во војна, така во љубов, така и во политика се потребни две страни. За да се постигне крајната цел, треба вашиот ангажман, значи едукативните центри, нивото на сознанието за самосвеста, за идентитетот, за самобитието на својот етникум, ќе го барате таму во вашата заедница, преку вашите организации и ќе го исполнирате на тој начин што ќе ги вратите своите права во инклузија на општеството. На добар пат сме, Куманово најдобар пример и ја при крај ви кажал, ако го организираме ова работа, беше најавено дека ќе биде трибина, дека ќе биде од Европска заедница и упатиме порека до комисарот, односно до високиот представник на Европската канцеларија, господин Жбогар, да биде дел од прославата на Ромската заедница 8 април. Кога ме праша зошто баш у Куманово да биде,
Ја мислам дека најпрепознатив град каде има направено најповеќе во имплементација, не доволно кажам, али најповеќе во имплементација на ромските права е Куманово. И мислам дека овој пример треба да се следи во Македонија за антидискриминаторскиот однос во Куманово. И на некој начин овој пример кумановски треба да биде водилка и во другите градови во Република Македонија, а ние свесни дека не сме ги достигнали крајните цели, ќе продолжиме многу интензивно во наредниот период да даваме допринос во однос на имплементација на ромскиот етникум, односно нивното комплетно интегрирање во општеството како равноправни членови на ово општество. Впрочем, нашата програма како Социјалдемократскиот сојуз, а јас експонент на Социјалдемократскиот сојуз во локалната власт извршна, на најголема функција, нормално се залагам за општество еднакво за сите, а тоа подразбира не албанци, македонци, не македонци само и Срби или само македонци, општество на сите граѓани со различности, различни културни разлики, меѓутоа интегрирани во граѓански концепт, каде сите членови на овој општество ќе имат исти права. Од оваа позиција посакувам се најдобро. Да сте живи и здрави, многу години да го градиме овој наш систем и да биде пример и поука како Куманово успеа од мултиетнички град да биде град на граѓани, град со еднакви права и град кој ќе даде шанса на сите граѓани еднакво да живеат во иднината. Благодарам.